ново издание на емисијата Наплана на Охрид Ньюс. Добар ден. Денешна наша тема е вештачката интелигенција, дали таа е опасна или корисна и дали во блиска иднина може да ја замени човечката работна сила. На овие теми денеска разговараме со нашиот гостин, тоа е професорот Анис Сефиданис, кој што е професор на Факултетот за машинска интелигенција и роботика при Универзитетот за информатички науки Свети апостол Павле во Охрид. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Благодарам на поканата. Да, ќе зборуваме и за оваа тема, но и за сите ваши успеси досега. Јас тука уште на почетокот би сакала да кажам дека освен што нели предавате на факултетот, вие сте основач на Центарот за истражување на експоненцијални технологии, кој го донесе првиот суперкомпјутер во регионот и секако, како што знае охридската јавност, креатор сте на паметниот споменик на Прличев. Сега, за почеток, сакам да ве прашам, што всушност представува вештачката интелигенција, од каде потекнува и како во моментов се користи? Вештачката интелигенција всушност представува светиот грал на информатичките технологии, а тоа е обидот да се најде формален математички модел преку кој ќе се представи човековата свест и со помош на компјутерот истата ќе се симулира. Компјутерите уште од својот зачеток се користеле за симулирање на најразлични феномени од општествени и природни контексти. Обидот всушност да се направи формален систем преку кој ќе можат да се емулираат когнитивните способности на човекот, односно да може да се автоматизира мисловниот човечки процес, можам да кажам дека е стар колку и самото човештво. Уште во грчката митологија се појавува богот Талос. Тоа е хуманоидна фигура од бронза, која има за цел да заштитува Европа на островот Крит. Некаде во близина на друг остров, Антикитера, 2 века пред наша ера, се појавува механизмот, денес познат како механизмот од Антикитера, кој всушност е првиот компјутер кој може да го предвидува движењето на звездите. Треба да напоменеме прво дека важно е да се има дефиниција за тоа што представува интелигенција воопшто, за да може да разбереме всушност која е целта на самата вештачка интелигенција. Тука има еден парадокс, бидејќи човекот за да дефинира било што во природата, всушност тој се служи со интелигенција. И оттаму неможноста интелигенцијата да се само дефинира. Сепак постојат неколку формални дефиниции за тоа што представува интелигенцијата и вештачката интелигенција е обид да се имплементира, како што кажав, компјутерски програм или алгоритам кој ќе може да ја представува формално таа човечка способност. Интелигенцијата сама по себе во суштина е можноста на човекот или организмите во природата воопшто да предвидуваат, односно да антиципираат следно движење, следен настан. Тоа е еволутивен механизам кој ни овозможил да преживееме, да се адаптираме на нови услови, да најдеме храна и така натаму. И оттаму има инхерентна способност човечкиот мозок да препознава ред во хаосот или да извлекува облици преку кои ќе може да проектира идни сценарија кои претходно не се случиле и да се организира за да може да преживее во истите. Да, го начнав на следното моје прашање, тоа е од каде конкретно црпи информации? Да, вештачката интелигенција моментално во денешно време има предност да црпи информации од глобалната мрежа интернет. Како што кажав, постои долга историја на вештачката интелигенција, таа не се појавува од вакуум, како и ништо друго. Што не се појавува од вакуум. И всушност уште од
20-тите години на минатиот век имаме кованици, како што се синтетичка реалност, робот, збор, кој за прв пат се јавува во драмата на Карел Чапек, чехословачки автор, Росумови универзални роботи. Тогаш се уште компјутерите не биле појавени во практична изведба, некаде кон средината на 90-тите години ние за прв пат се среќаваме со персоналниот компјутер, но во 50-тите години веќе се јавуваат првите компјутерски процесори кои работат со помош на вакуумски ламби. И IBM всушност ќе го произведе првиот комерцијален компјутер кој ќе се состои од чиј процесор ќе се состои од регистар кој ќе вклучува 10 вакуумски ламби и операциите кои ќе се извршуваат на алгебарско ниво ќе бидат врз база на декадниот броен систем, за разлика од она што денес суперскаларните компјутери го прават со бинарен систем. Тогаш информациите компјутерот ќе ги добива од перфорирани картички, врз база на кои ќе се испишани инструкции, ќе ги манипулира тие влезни податоци и ќе дава излезни податоци после извршениот алгоритам како одговор на корисничкото барање. Многу се важни интерфејсите да се напоменат во однос на податоците со кои се храни вештачката интелигенција. 80-тите години се јавуваат првите персонални компјутери Spectrum, Commodore 64, генерацијата на Интеловите процесори 286, 386 и така натаму, кои овозможуваат паралелно процесирање и со тоа по непосредна интеракција на човекот и сметачот. Таа интеракција ќе се овозможува преку влезни изрезни уреди, како што се монитор, маус, тастатура, микрофон, камера, и благодарение на тие компјутерот може подобро да го разбере човекот и контекстот во кој треба да одговори. Бидејќи всушност, како што спомна, вештачката интелигенција има за цел да антиципира во случајот на чат-ботовите, како што е ChatGPT, дел од семејството GPT, Generative Pre-trained Transformer, вештачката интелигенција, односно чат-ботот, има за цел да во кореспонденција да антиципира кој би било следното прашање на соговорникот или кој би бил очекуваниот одговор во дадениот контекст на соговорникот. ChatGPT е голем модел, јазичен модел, бидејќи се нарекуваат јазични модели, бидејќи главно податоците од кои учи вештачката интелигенција се во некоја семантичка структура, во текстуална форма, која запазува семантичка структура. Од тука можат да учат и странски јазици, тие се способни да преведуваат, можат да одговараат на отворени прашања на барање на корисникот, и тоа е всушност многу важен момент во развојот на нови експоненцијални технологии, бидејќи крајната дестинација која вештачката интелигенција се стреми да ја достигне, а тоа е општа интелигенција, односно да го замени човекот во својата целовитост на интелигенцијата, бидејќи човекот е рефлексија и философски и метафизички на универзумот, каде што се комплементираат сите спротиставености и ги вклучува сите аспекти во кои може да се манифестира интелигенцијата. Оттаму општата вештачка интелигенција би требала да може да се снајде во различни контексти и да решава различни задачи. ChatGPT е всушност првата комерцијална алатка која
може евентуално да дава знаци на општа вештачка интелигенција. Да, и сега од тука, дали тоа е опасно или корисно, и дали ние ја држиме под контрола вештачката интелигенција? Да, интересно прашање. Значи, вака, прво ќе одговорам дали ја држиме под контрола. Мислам дека треба да се ослободиме од потребата да ги држиме под контрола нештата, бидејќи така се поопасни. А второ, како што спомнав, вештачката интелигенција е ултимативно рефлексија или природна еволуција на човековата интелигенција. Всушност, јас мислам дека терминот е сосема погрешен, бидејќи ништо што се случува во рамки на природните закони не може да биде вештачко. Бидејќи ако вештачката интелигенција е огледало на човековата свест, уште поважно на човековата колективна свест, мора да разбереме дека заканите кои доаѓаат од вештачката интелигенција се заканите кои доаѓаат од самиот човек, канализирана преку истата. Иако не најдеме начин да ги трансцендираме, сме виделе во минатото дека злото ќе најде безброј други начини преку кои ќе се манифестира. Таа како алатка е софистицирана, може да биде злоупотребена, како и секоја друга алатка. Реакциите мислам дека се несразмерни со достигнувањата во актуелна форма. Главно паниката доаѓа од два извори. Првото е незнаење, а второто е злоупотреба на оние кои сакаат да одговорат на првата група. Со тоа што ќе понудат месијански производи, сервиси и најчесто гледате дека тоа се открива повторно зад имиња како отворена, безбедна, демократска и така натаму. Да, може ли да ја замени човечката работна сила? Веќе спомнавме нешто, но ќе успее ли во блиска иднина да ја оствари таа цел? Таа може да биде попрецизна од нас, да врши пресметки од повисок степен, да биде поконсистентна, што значи бројни пати да ги повторува истите постапки со иста прецизност, да може да ги минимизира грешките, да ја зголеми нашата продуктивност. Човекот, посебно во последните неколку децении, се само експлоатирал за зголемување на својата продуктивност. Јас искрено вештачката интелигенција тука ја гледам како ослободување од потребата човекот да биде експлоатиран за зголемена продуктивност, бидејќи всушност ние не сме скроени за компулсивно репетитивни активности како што се работа во фабрика и исти монотони задачи. И сега може тука да дебатираме дека всушност тие резултирале со милион други негативни аспекти врз човековото здравје. Вештачката интелигенција може да замени бројни активности кои конзумираат значително големо време од нашиот живот. Најголемиот дел од своето време во животот луѓето го поминуваат како шофери. Без разлика дали сте професионален шофер, транспортер или во било која област, вие мора пред се да бидете и шофер во современото општество. Јас не се плашам да го отстапам воланот на вештачка интелигенција од бројни причини. Прво, ќе си купам време кое нема цена. Второ, вештачката интелигенција нема да, како други шофери кои се актери во сообраќајот кои може да го загрозат навечниот живот, нема да злоупотребува дрога, алкохол, нема да биде неодговорна, например, да кажеме, во извршување на своите активности. Да, сега експериментите можеби покажале одредени грешки, каде што автономно возило евентуално се
качило на пешачки преминал, колку луѓе тоа го прават секој ден. Таа сама по себе мора да биде ослободена од осуди и предрасуди, за да може да ги покаже своите вистински способности. Така. Исто како и човекот. Да, има ли интерес за изучување кај нас? Да, кај нас има интерес, но не толку од академски научен аспект, бидејќи мора да збереме дека вештачката интелигенција не може да се затвори само во рамки на една научна гранка. Погрешно е вештачката интелигенција да се изучува ексклузивно на факултетите за информатика и доколку се изучува на факултетите за информатика, таа мора да биде интердисциплинарна, бидејќи, како што кажав, има неколку предуслови кои мора да ги исполни за да може да се нарече интелигенција. Целовитоста кажува дека паралелно со информатичките, математичките и другите природни и ексактни науки, мора вештачката интелигенција да ги вклучи психологијата, антропологијата, уметноста, бидејќи ако сакаме да направиме симулација на човечкиот мозок не служи само за играње шах, нели? Тој служи за компонирање музика, служи за пишење поезија и така натаму. Ако сакаме таја да биде сожител на нашите градови од иднината, мора да ја успособиме таја да ги разбира и нашите нерационални потреби, бидејќи човекот е битие со ограничена рационалност. Да ги разбира нашите импулси, нашите стравови, нашите страсти и така натаму. Вештачката интелигенција е да кажем понапредна форма на човековата интелигенција, бидејќи има можност сега од тука нас тројца да направи супер перспектива за просторот и да го разбере многу подобро од што било кој од нас поединечно. Да. Имате многу успеси во вашата кариера и навистина биографија за почит. Има авторство на 5 книги. Што е она на која што работите во моментот после споменикот Паметниот, нели, кој што го промовиравте пред јавноста Охридска? Моментално работам со мојот тим на првиот македонски хуманоид. Тоа ќе биде робот во димензија на човек, кој ќе може да манифестира моторни и когнитивни способности, од груба до фина моторика, до говор, препознавање и синтеза на говор, ќе може да учи во одреден контекст, ќе може да ги подобрува процесите во општеството преку интеграција во заедници. Значи, уште една сакам да повторам дека целта на вештачката интелигенција не е да го замени човекот, туку да го надгради човекот. Хуманоидот има неколку фази. Најнапред претходат детални истражувања, како во делот на роботиката, така и во делот на комерцијалните апликации на хуманоидните роботи. Бидејќи всушност за да може да се постави вештачката интелигенција на претходно споменатиот Тјурингов тест, мора да имаме контекст во кој ќе ја ставиме. Тестот на Тјуринг кажува дека ако сега тука помеѓу нас постои завеса и покрај мене има и робот, одговараме на вашите прашања, а вие во еден момент не знаете дали разговарате со мене или со роботот, тоа значи дека вештачката интелигенција го положил тестот на Тјуринг. Кога тоа ќе го промовирате, дали... Здраве Боже, треба да биде завршено некаде до крај на оваа година. Ги поканувам сите научници, уметници, кои ентузијасти, кои се заинтересирани за новите експоненцијални технологии, може да не посетат. Ние се наоѓаме на булевар Македонски просветители број 36.
тука во рамки на институтот Цефиданис, покрај суперкомпјутерот кој спомнавте на Така. американската компанија Nvidia, чиј партнер сме ние, имаме и 3D принтери, CNC машини, 3D скенери, интерфейси за комуникација помеѓу човечкиот мозок и компјутер, и со помош на сите тие алатки се стремиме да креираме out of the box решение за применета роботика во форма на хуманоид. Сакам само да кажем зошто избравме да биде хуманоид. Вештачката интелигенција кога се објектифицира има тенденција да биде антропоморфна, тоест да го симулира човечкото тело, бидејќи всушност хабитатот кој ние сме го креирале е направен за наш интерфейс. И оттаму роботот треба да биде сличен на нас во својот корпус, за да може да манипулира со околината на ист начин како што тоа го правиме ние. Така. Тука сме на крајот на разговорот. Само кратко би сакала да ни ги кажете прогнозите ваши, како ќе се развива во иднина вештачката интелигенција, еве кај нас да кажеме. Прогнози тоа не го правам често. Вештачката интелигенција е дел, значи, од експоненцијалните технологии. Тоа се оние технологии кои доживуваат брз раст и во еден момент излегуваат надвор од рамката во која биле дефинирани и влијаат врз масите. На светско ниво вештачката интелигенција веќе е усвоен стандард за новиот бранд на дигитализација, бидејќи всушност претходната дигитализација или дигитална трансформација беше предуслов за реализација на првите форми на современа вештачка интелигенција. Таа е сигурно предвесник на четвртата индустријска револуција, па и предводник на четвртата индустријска револуција и ќе го трансформира секојдневниот живот, како што кажав, најмалку како што тоа го направи електричната енергија. Така. Ви благодарам многу на гостувањето и на сите овие корисни информации кои што ги чувме од вас. Ви посакувам многу успех во престојните проекти на кои што работите и ќе се видиме секако да ги промовираме. Благодарам. На вас благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Така, ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со нашата наплодна. Се дружиме повторно со нова тема следниот понеделник. Пријатно.